Почитувани граѓани на општина Газибава, почитувани представници на медиумите, во изминатите 3 години владата на Република Северна Македонија се фокусираше на реализација на програмата и на проектите кои што беа предвидени за овој период. Пред се да овозможиме децентрализацијата на власта, на општините, да обезбедиме независност во работењето, за да се создадат услови за еден пристоен, достоинствен живот какво што очекуваат сите граѓани. Паралелно со овој процес владата не остана само на определбата да продолжи целосно и посветено да ги поддржува финансиски капиталните проекти на општината, туку и да го поддржува и локалниот развој. Денешната посета на општината Газибава ги потврдува придобивките од овие проекти и од поддршката која што ја дававме за нивна реализација во повеќе области. Долга е многу листата на проекти кои што се реализирани овде во општина Газибава или пак проекти кои што се во тек на реализација, се подготвува документација за нивна реализација. Продолжуваме да градиме инфраструктура за сите и во овие вонредни околности и со една забрзана динамика со почитувањето на мерките за заштита. Денеска, меѓу другото, направивме увид во реконструираната градинка и проширените капацитети на градинката Калинка од оваа општина. Капиталните инвестиции во раниот детски развој, детската заштита се еден од врвните приоритети на владата. Општината и Министерството за труд и социјална политика работеа на проект за проширување на капацитет на оваа детска градинка со нови 3 занимални, со што се отворија нови 70 места за згрижување на деца. 3 милиони денари ова е инвестиција кои што се одвоени од владата и од општината и дополнителни 1,4 милиони денари буџет од Министерството за труд и социјална политика кои што се искористија за опремување на новите занимални. Со ова проширување градинката има можност за работа и во прва и во втора смена и покрај оваа градинка со нови 3 занимални е проширена и градинката во Јурумлери, каде исто така се отворени нови 70 места. Со дополнителни 6 милиони денари од својот буџет, општината ја финансираше изградбата, односно ќе ја финансира изградбата на централната кујна и централната перална. Заедно со новата градинка во Стајковци, за само 2 години се отвараат 220 нови места за децата во градинките во оваа општина. Преку проектот на Министерството за животна средина, од програмата за намалување на аерозагадувањето, општината аплицираше и ги замени прозорците во градинките Калинка и Темјанушка. Оваа влада за прв пат, преку планот за чист воздух, ја утврди борбата за намалување на аерозагадувањето како стратешка определба и за прв пат беа обезбедени наменски буџетски средства. Значи, ова е прв пат да се превземаат сериозни чекори, сериозни мерки во намалувањето на загадувањето и ова е прва година која што ги дава тие позитивни резултати. Планот за чист воздух офати неколку објекти во општина Газибава. Покрај овие 2 градинки го заменивме и загадувачкиот систем за грејење во основното училиште Његош. Покрај тоа, во делот на стимулирање на приклучување на повеќе објекти на топловодна мрежа, владата ја реализираше и мерката за намалување на цената на топлинската енергија преку намалувањето на данокот на додадена вредност од 18 на 5%, како и мерка за враќање на исклучените граѓани од топловодните мрежи без финансиски надомест. Со преземање на топловодниот систем од страна на град Скопје се создадоа услови да се прошири снабдувањето со топлинска енергија и во населбите Чаир, Бутел, Скопје Север и Маџари 2. После инвестицијата на планот за чист воздух, кој офати 12 градинки, 29 основни училишта и 4 административни објекти, имаме 735 кг помалку PM10 честички, 594 кг помалку PM2,5 честички и остваривме вкупна заштеда од 395.000 евра. Вложувањето во најмалите и најмладите е вложување во подобро утре. Градинките се места каде почнуваат институционалното воспитување, што е од голема важност во создавање на оформени личности кои подоцна ќе учествуваат во развојот на нашата држава. Изминатиот период владата инвестираше во реконструкција и градба на 44 градинки и објекти за ран детски развој и создаде услови за
квалитетно сместување на 3000 деца од предучилишна возраст. Ниту едно населено место на општината Газибаба нема да биде запоставено кога зборуваме за еднаков и равномерен економски развој за сите локални заедници. Во општината со поддршка на владата се реализирани 3 патни правци во вкупна должина од 13,5 км со вредност од 1,9 милиони евра. Се заврши рехабилитацијата на делот од обиколницата на Скопје од Милковци до Клучката. Ја изградивме фекалната канализација со пречистителна станица во село Турбарево во должина од 3 км, во кој се вложени 20 милиони денари. Направивме многу ни заедничка соработка меѓу централната и локалната власт. Сериозно се фокусираме на сите прашања што ги засегаат граѓаните и за кои понудивме резултати и реализиравме проекти. Остануваме посветени како влада и понатаму за поддршка на локалната заедница, за поддршка директно на граѓаните и за инвестирање во проекти кои што представуваат основен интерес и потреба на секој еден граѓанин. Така да и граѓаните на Газибаба, градоначалникот, општината може да сметаат на поддршката на владата и во наредниот период за да можеме да реализираме уште многу проекти кои што ќе се значајни за подобрување на животот на граѓаните. Благодарам.